Рафал беше представен минатото лето, но единствениот модел достапен при лансирањето беше со погон на предните тркала, 1,2 литарски мотор кој испорачуваше 200 конски сили со помош на два електрични мотори, еден стартер генератор и втор сместен во менувачот. Дуото стана трио со додавање на уште еден мотор на задната оска кој произведува 100 киловати. Така е добиен погон на сите тркала и вкупно 300 конски сили. Дополнителниот мотор се храни од батерија од 22 киловат-часа која испорачува доволно струја да се поминат 100 километри. Тоа овозможува вкупна автономија на возилото до 1000 километри. Батеријата може да се наполни до 80% за 130 минути или целосно да се ревитализира за 2 часа и 55 минути. Направените измени допринесоа и за динамичните својства. Спринтот од стоење до 100 км на час сега изнесува 6,4 секунди, што е за 2,5 секунди побрзо во споредба со изведбата со погон на предните тркала. Купувачите на Рафал и Тек 4x4 може да бираат две нивоа на опременост. Ознаката Esprit Alpine нуди мноштво спортски стилски знаци на тема перформанси, вклучувајќи брендирани патосници и тркала од 20 инчи, додека верзијата Atelier Alpine се испорачува со Satin Summit Blue боја на каросеријата, звездено црн лебдечки спойлер и 21 инчни тркала Chicane. Од благодетите што не се гледаат, Atelier Alpine има адаптибилна суспензија која користи камера за да го скенира патот и да им каже на амортизерите за што да се подготват. Овие автомобили од врвната класа доаѓаат и со 3 поставки за контрола на каросеријата и со кои се дотеруваат амортизерите и аголот на задните тркала. На пазарот Renault Rafale и Tec 4x4 Alpine ќе се комерцијализира во септември.